Благодарам. Еве јас во духот на репликата на колегата Игор Здравковски ќе кажам дека вчерашниот говор на колешката Сафие Садики Шаини ме потсети како да цитира еден стих од една многу убава балада на нашиот великан Тоше Проески, бидејќи на премиерот му се обрати со немаш ни благодарам. Да продолжеше во оваа насока, ќе требаше уште еден стих да цитира од истава песна, а тоа е "Не кажа збор, молкот е одговор". И овде не само што молкот е одговор, туку и отсуството на премиерот е одговор дека нешто овде не штима. Отсуство, а ние говориме за негови предлози за разрешување и за назначување на нови членови во неговата влада. Инаку колешката Сафие Садики Шаини побара збор по однос на точката за разрешување на нејзиниот сопартиец, мојот колега и досегашниот министер за здравство, господинот Беким Сали, но таа многу малку зборуваше оваа тема. Јас на оваа тема ќе кажам само дека точно е дека една година можеби беше малку за да се сработи многу, но ќе се согласи колешката Сафие Садики Шаини дека една година беше и многу за да не се сработи ништо. Толку околу господинот Беким Сали, кој што заминувајќи деновиве, морам да нагласам дека денес сме 14 февруари, го остава јавниот здравствен сектор без примена плата за месец јануари. И тука влегуваат не само македонци, тука влегуваат и албанци кои што работат во јавното здравство, а се надевам дека за нив е загрижена колешката Сафие Садики Шаини и нејзиниот сопартиец Беким Сали. Во суштина, оправдувањето е дека системот на Фондот за здравствено осигурување бил хакиран. Јас мислам дека целата држава ни е хакирана од овие криминалци тука. И сакам само накратко да се навратам на она кога Сафие Садики Шаини се наврати пред 15 години и кажа дека за да ја ризикуваат и нивната популарност, попуштиле и на притисоците, дури замислете и од Еди Рама, од семејството на Адем Јашари и од меѓународните партнери. Сакам на колешката Сафие Садики Шаини да ја кажам дека тука во овој парламент е испратена од гласачите кои што живеат во Република Македонија. И се додека ги слушате оние од надвор, а не гласачите, а верувам дека гласачите не се задоволни од оваа хакирана држава, се дотогаш и вака ќе ни се случува. Велат никогаш не е доцна да се донесе вистинската одлука, се надевам дека после 15 месеци ја носите вистинската одлука, но немојте да бидете и овој пат алтернатива, туку бидете офанзива, а офанзива се прави тука од овој парламент со една силна опозиција во која што се надевам дека искрено ќе ни се придружите. Благодарам. Има збор